Март е месец посветен на подигање на свеста за превенција од рак на дебело црево. Ова издание на емисијата Нега и здравје токму на оваа тема го посветуваме. Гостинка денес е доктор Весна Колевска, специјалист-онколог. Добре дојдовте. Ви благодарам на поканата. Најпрвин за гледачите пред малите екрани да објасниме што представува ракот на дебело црево. Значи, колоректалниот карцином е малигна болест на дебелото црево, кој представува дел од дигестивниот систем, односно системот за варење. Иако колонот и ректумот представуваат различни делови од дебелото црево, заради нивната слична градба и неможност за јасно разграничување, ги изучуваме заедно. Како најопшто би објасниле што е тоа тумор? Значи, туморот представува неконтролирано растење на клетките. Клетките се менуваат, односно не растат и не се однесуваат нормално. На тој начин, заради тоа, значи настанува промена во цревото, кој што најпрво е неканцерозно, но и преканцерозно, кој што се уште не е малигно, но за одреден период може да малигнизира. Најпрвин промените, веќе кога настанало канцер, се значи во самото црево, односно во неговиот зид. И тогаш имаме една локализирана болест на карцином. Со самото ширење значи влијае на околните органи, со тоа што се шири во околните ткива и органи, па имаме локорегионална болест. За на крај имаме ширење на болеста преку лимфните и крвни садови на секаде низ организмот и тоа е всушност она метастазирање или проширена болест. Најчест тип на карцином кој што се јавува колоректално е аденокарциномот и тој потекнува од клетките на жлездите кои се наоѓаат во зидот на дебелото црево и основна нивна функција е создавање на мукус кој ни помага во самото отстранување на фецесот, односно непотребните материи. Така, пред да продолжиме околу симптомите на ова заболување, да напоменеме колку е често ова заболување кај популацијата, кај населението, нели во нашата земја и глобално во светот. Значи, според Светската здравствена организација, колоректалниот карцином е четврт најчесто диагностициран карцином, а втор по смртност. Најчесто се јавува кај личности кои имаат 50 и повеќе години, но за жал, таа граница, возрастна граница се намалува, па сега може да се каже дека се јавува кај личности над 40 години, што се релативно млади. Во однос на мажи и жени некаде инциденцата на јавување е слична. За жал, и во Македонија е иста состојбата и ние го следиме тој тренд. Значи, чест карцином кој што се јавува. Точни податоци немаме, но од годинава започна Националниот регистар за пријавување на пациенти со потврдена малигна болест, така да во блиска иднина понатака ќе имаме точна бројка за инциденцата на јавување, односно бројката на новозаболени и на смртни случаеви. А како е првиот симптом кој што може пациентот понатамошен или еден човек, една индивидуа, да го забележи кај себе и да рече ова е аларм дека нешто се случува во мојот организам? Така, симптомите кои што се јавуваат зависат од повеќе работи, значи не е кај секого исто. Зависи каде е локализиран, дали е тоа колон или ректум. Зависи кој тип е, колку е проширеноста. Сите симптоми во глобала кои што се јавуваат потекнуваат од дигестивниот систем. Она што е карактеристично и значајно да се напомене дека во ран стадиуми немаме често симптоми, но со самото проширување на болестта се јавуваат. И тоа најчесто диареја, обстипација или наизменичност, потоа крв во столица која може да биде светла или темна, ректално крварење, болка во стомакот, надуеност, а во некои случаи дури само малаксаност и анемија, која што настанува поради неприметно крварење. Сепак гледаме дека тие симптоми се слични и се јавуваат и кај други заболувања, се преклопуваат и со другите, значи едни симптоми од дигестивниот систем. Но она што може да го насочиме, значи самите
пациенти е дека додека примаат терапија, значи иако примаат терапија, не се повлеча симптомите, се уште ги имат, перзистираат, обавезно да ја продолжат диагностицирањето, значи обавезно повторно да се јават на пресематичен лекар кој понатака ќе ги упати. Така, како се диагностицира ова заболување? Кои се начините да диагностицира? Значи, самата диагноза, како и кај голем број на болести, започнува со анамнеза и лична и фамилиарна анамнеза, добар физикален преглед со дигитално-ректален преглед, потоа лабораторија и комплетна лабораторија потребно е да се направи тумор маркери. Тука се ЦА и ЦА19 значајни и еден златен стандард во диагностиката е колоноскопијата. Иако не многу луѓето ја сакаат, значи ја избегнуваат, затоа што представува една инвазивна метода и потребно е претходно спремање, болка, нели ако е без анестезија, индивидуално кај секој пациент, сепак е златен стандард, затоа што со колоноскопијата имаме директна визуализација, значи директно во внатрешноста на цревото гледаме што има и во ист момент можеме да направиме биопсија. Што значи тоа? Се зема материјал од промената и точно можеме да знаеме зашто станува збор, дали за малигна болест или некое друго заболување. Секако мора комбинирање и на сликовна диагностика, а тоа е всушност компјутеризирана томографија, магнетна резонанца, ехо и во поново нели PET скенот. Сепак, овој протокол на диагностика и наведување на тие испитувања не може кај сите пациенти да биде ист, затоа што често имаме акутни состојби, односно состојби кога веднаш мора да се реагира и таа диагностика се комбинира во зависност од состојбата на пациентот. Колку е важна раната диагноза во насока нели на превенција од влошување на заболувањето? Раната диагноза е доста значајна, затоа што со самата рана диагноза на болеста, која всушност е скринингот, добро познатиот скрининг, представува идентификација на можно заболување кој се уште не е диагностицира и е без знаци и симптоми. Значи болеста ја има, но немаме знаци и симптоми да реагираме. Таа е важна, затоа што раната диагноза влијае на добрата, успешна терапија, многу подобра прогноза и намалена смртност. Тоа е и скринингот, значи раната диагноза. Мора да забележиме дека колоректалниот карцином може да се јави кај секоја личност. Но, поголем ризик, значи зголемен ризикот кај пациентите кои што имаат 50 и повеќе години, личностите, значи индивидуите, потоа имаат позитивна лична анамнеза, значи одредени преканцерозни заболувања кои што може да малигнизираат, имаат фамилиарна анамнеза, која што значи во фамилијата често јавување на колоректален карцином. Затоа целото население е ризична група. Многи делиме во две ризични групи. Тоа е личности со среден ризик, тука се оние кои што имаат 50 и повеќе години, но немаат никаква ниту лична, ниту фамилиарна анамнеза, и кај нив скринингот, тоест раното диагностицирање, скринингот пред се зборуваме треба да започне од 50-та година. За разлика од другата група, тука се населението личностите кои што имаат позитивна лична анамнеза, значи одредено преканцерозно заболување или пак фамилиарна анамнеза. И сега кај нив соодветно самиот скрининг кај оние што имаат лична анамнеза, одредено заболување, зависи нели од кој тип е тоа преканцерозно заболување, кога се јавило, и претежно има и кај млади одредени заболувања, и тие се следат соодветно од нели специјалистите, од колегите, за разлика од оние кои што имаат фамилиарна анамнеза. Препораката е скринингот да започне минус 10 години од возраста на годините на роднината која што диагностицира. Пример, ако роднината имал 55 години кога се диагностицирал карциномот, тогаш веќе од 45 години они да започна со скрининг. Скринингот, како и диагностиката, се прави и најдобра метода е колоноскопијата, која што е доста специфична и, значи кажав, и претходно ја
објаснив, иако е негативна, во случај кога испаѓа негативна, се повторува дури на 10 години. Други методи се флексибилна сигмоидоскопија, која ако е негативна се повторува на 5 до 10 години, КТ-колонографија, која е негативна, се повторува на 5 и фекално-окултни тестови, кои се наједноставни, но и се повторуваат еднаш годишно, додека, не дај Боже, нели добиеме некои позитивни резултати, некакви промени, тогаш соодветно понатака оди следењето од докторите за секоја болест посебно. Значи, уште еднаш ви напоменам, за скринингот е многу важна колоноскопијата. Така, освен она што го споменавте дека нели во семејството доколку има претходна личност која што нели имала вакво заболување, кои се другите ризик фактори кои што можат да влијаат да се појави оваа болест кај некого во однос на исхрана, начин на живот, влијаат ли тие така, активности? Значи, покрај тоа што веќе го спомнавме, ги спомнавме ние 50 години, значи се јавува и до сега податоците така се води нели кај личности од 50 и нагоре, иако како што напоменав, таа возрастна граница е намалена па и после 40. Ризик факторите ги поделила во едни три основни групи, односно позитивна фамилиарна анамнеза, позитивна лична анамнеза и животен стил. Значи, што би значило дека една личност има фамилиарна историја? Тоа се смета кога личност има блиска роднина, една или повеќе, кои имаат диагностициран карцином, колоректален карцином. И кај тие личности ризикот за појавување е поголем. Ако таа роднина е прва генерација, што значи тоа? Родител, брат, сестра, деца. Исто така, ако има кај повеќе од двајца блиски роднини од прва генерација, или пак тие роднини при диагностицирање биле млади, под 50 години. Тогаш тие индивидуи имаат поголем ризик за јавување на колоректалниот карцином и треба да внимаваат. Пак ќе напоменам, сите личности, кај секого може да се јави колоректален карцином, но сепак кај овој карцином се јавува една семејна шема, која што не е точно одредено дали се должи на случајност, на животен стил или пак на наследни гени, значи пренесување на гените од родител на деца или пак нивна комбинација. Сепак, иако 20% од, според некои податоци, околу 20% од колоректалниот карцином имаат наследна предиспозиција, 80% се случајни наоди, значи треба да овој фактор фамилиарен тука сепак го внимаваме на него. Втората група е позитивна лична анамнеза и тоа е овдека значајно за овој карцином. Значи, што значи тоа? Дека одредени личности имаат, значи, пациенти преканцерозни или неканцерозни заболувања кои што во моментов не се карциноми, но со тек на годините можат да малигнизираат и овие промени мора да се следат и соодветно третираат. Би ги споменала аденомите, но не сите, соодветни типови, број, големини, кои што треба, ако веќе е диагностицирано кај пациентот, да ги следи. Значи да се јавува на редовни контроли закажани, затоа што иако мал број малигнизираат, но голем процент од колоректалниот карцином настанува од нив, со потекло од нив. Втора преканцерозна група, значајна, е наследните колоректални синдроми, кои што се јавуваат кај младите, и иако колоректалните карциноми во глобала не потекнуваат од нив, тие ако не се третираат после одреден број на години, сигурно малигнизираат. Уште еднаш напоменам, потребно кога имаме преканцерозни и неканцерозни како што се хипепразија и инфламаторна цревно заболување, да се следат и третираат. Може би тука да споменам дека оние заболувања чести на колонот и ректумот како што се фисура, фистула или па хемороидите, немаат предиспозиција да малигнизираат. Значи, затоа што хемороидите знаеме дека се чести, да. Значи тие не се со предиспозиција. Последната група е животниот стил. Значи, како и за сите голем број на заболување, влијае физичката активност, подолгото седење во текот на денот. Потоа и обезитас, односно зголемена телесна тежина. Видот на исхраната,
пред се богата со црвено месо, но пред се она кое што е конзервирано, процесирано. Мал внес на зеленчук и овеш, големи количини на алкохол, дневни количини, како и пушењето. Значи, животен стил, секојдневни животни навики кои што влијаат на многу болести. Значи, тие се ризик факторите најосновни за овој карцином. Кога веќе нели ќе се дијагностицира овој карцином, како се третира, какво е лекувањето понатаму? Значи, самото лекување и комбинирање на третманите, како и нивниот редослед, зависи пред се од локализацијата на болеста. Тука имаме една разлика помеѓу колонот и ректумот. Се е друго слично, но малку третманот е различен. Зависи од проширеноста на болеста или стадиумот, но секако и од општата состојба на пациентот. Не може кај секој пациент исто да третираме, но сепак има протоколи. Основен примарен третман е хирургијата. Особено во ран стадиум, ако имаме добра операција, добар оперативен зафат, ние велиме е извадено целосно туморот, негативна ресекциона ивица, тогаш има голем процент на куратива, односно излекување на самиот пациент. После тоа третмани се специфичните онколошки третмани, хемотерапијата. Тоа е системска терапија со лекови кои што се викаат цитостатици, кои што најчесто се даваат интравенски со инфузија или таблетарно кај оваа болест имаме лекови кои се даваат и кои што преку крвотокот се шират низ целиот организам и тие влијаат на малигните клетки, нивно уништување каде и да се во организмот, но за жал покрај малигните влијаат и на здравите клетки, па поради тоа во текот на хемотерапијата имаме јавување на несакани ефекти, но тоа се очекувани несакани ефекти кои ние ги знаеме и затоа на пациентите претходно им објаснуваме и секако се третираат како во текот на терапијата и после тоа. Радиотерапијата е вид на третман кој што е по-карактеристичен за ректум, значи го имам како терапија за ректум. Тоа е локална терапија, каде што имаме високо енергетски ионизирачки зрачења кои што се создаваат во специјални апарати, линарни акцелератори и зрачењето е точно насочено кон одредено подрачје при што се штити околното здраво ткиво. Секако и тука има некои несакани очекувани ефекти. И понова терапија таргет, односно целна терапија. Самото име, значи нешто ни кажува, таа е терапија која е целно насочена кон малигните клетки и се сврзуваат тие лекови со одредени рецептори на малигните клетки и не влијае или минимално, значи не се влијае на здравите клетки, па несакани ефекти тука имаме многу помалци. Но сепак да се напомене дека оваа таргет, тоест целна терапија, се дава кај веќе проширена метастатска болест или кај рецидиви и не кај сите пациенти, односно се прават посебни генетски испитувања да се види кај кои пациенти може да се даде и би имало ефект. Значи во глобала тоа се основните третмани за колоректален карцином. Така, кога веќе ќе се излекува пациентот, колку е важно често да оди на контроли и колку време се следи после излекувањето за да не дојде до повторување на болеста? Значи, она што претходно изумев да го споменам, третманот на колоректалниот карцином отприлика трае, значи, околу 6 месеци. После тоа започнува фолап, односно следење пациенти. Тоа следење активно околу 5 години, значи е 5 години. Првите 3 години имаме почести, на 3 до 4 месеци се јавува пациентот на лекар, каде што се прават испитувања како што е лабораторија, тумор маркери, ехо, компјутеризирана томографија. Од 4-та до 5-та година е веќе изречено, значи на околу 6 месеци, доста важно за рано откривање на рецидив, односно повторно јавување на болест или на метастатска болест, така да околу 5 години е следењето, што после 5-та година сметаме дека ако не се повтори болеста, дека веќе станува збор за излечена болест. Како да се зачува физичкото, но и психичкото здравје кај ваквите пациенти? Значи, нашите пациентите со малигна болест
представуваат ранлива категорија на пациенти. Затоа потребна им е поддршка. Не само на пациентите, туку и на нивните семејства. Затоа што не секој пациент исто ја прифаќа болеста, еволувањето на болеста, промените кои што настануваат на секојдневниот живот и квалитетот на животот. Така да секој пациент не исто се носи со промените и последиците кои што настануваат, како на пример постоперативните лузни, поставувањето на стоми или кеси, народот, нели, потоа паѓањето на косата ако имаме компликација од хемотерапијата или намалена телесна тежина. Секако начинот на исхрана, секојдневната активност, сето тоа е проблем за пациентот нормално, како и промена во емоционалната состава. Би го спомнала стравот од самата болест, кога ќе се спомне дека е диагностицирана, од резултатите, од исходот, така да сето тоа прави стрес кај пациентите. Па затоа потребна е секако помош, физичка пред се смета за терапијата, дали е онколошката, симптоматска, палијативна, но потребна е и емоционална, социјална и спиритуална поддршка. Значи, што би ги советувале, значи, таа поддршка? Што би ги советувале пациентите? Сепак во рамките на можностите, во зависност од состојбата на пациентите, колку што можат да водат еден нормален живот, но секако колку што е тоа можно. Враќање на секојдневниот живот, физичка активност, исхрана соодветна, исто така поддршка меѓусебна комуникација со пациенти кои што имаат слично искуство. Поддршката од семејството е доста важна, но во одредени случаи кога е тоа потребно, секако и психолошка и стручна психијатриска поддршка. Така. И за крај еден совет до сите гледачи како да си го зачуваат своето здравје. Значи, во однос кога зборуваме за колоректалниот карцином, важен е скринингот. Раното откривање, повторно ќе го напоменам, со сите оние протоколи, целата популација, јавност, кажавме после 50-та година, треба да започне со скрининг, доста важно за раното откривање и секако промена на животниот стил, односно подобрување на животниот стил, поголема физичка активност, здрава исхрана, што сите знаеме што се подразбира, намалување на телесна тежина, ограничено количество на алкохол, откажување од пушењето, значи оној животен стил што е значен за сите болести, за најголем број од болестите. Ви благодарам многу на учеството во емисијата. Благодарам и на вас.